драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од етнокомплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа во непосредна близина на градот Скопје, само 20 минути возење, каде што можете да дојдете и зиме, и лете, и пролет, и есен, секогаш има своја убавина ова место овде. Пред се ќе ве воодушеви тоа што ќе избегате од градската гужва, овдека ќе најдете мир, спокој и ќе прошетате и на крајот ќе се насладите на убавите специјалитети што токму овде во кујната ги подготвуваат. За денешната емисија, драги гледачи, одлучив да ви подготвам благо фиде. Нели најчесто знаеме дека фидето се користи за чорба, за супи, нели петел, кокошка ќе се вари, па ќе си ставиме фиде, морковче и така натаму, но од рецептот на старите баби е токму овој рецепт благо фиде, дека може да се направи многу едноставен, традиционален и вкусен десерт. За овој рецепт нас ќе ни биде потребно пред се една кутлача. За чорба дома, нели што си правиме. Со таа кутлача ќе мерите се. Прво, нас ни треба 4 кутлачи фиде. Фиде, знаете, се продава во сите маркети, дома верувам и го имате. 2 кутлачи шекер. Понатаму, ќе ни треба половина кутлача масло, 50 грама кравјо масло или маргарин или путерче што и да имате, тоа за вкус се става, сок од 1 портокал и сок од 1 лимон, кора од 1 портокал, кора од 1 лимон, 50 грама суво грозје, 100 грама мелени ореви, ќе ни треба 1 ванилин шекер, ќе ни треба 1 кесичка пудинг од ванила и ќе ни треба 12 кутлачи врела вода, топла вода. Така. А сокот од портокал ќе го искористиме за да го раствориме пудингот во него. Постапката за која што се прави ова благо фиде е следната. Тепсијата во која што ќе печете се, ќе си ја ставите на ринглата од озгора. Значи, мене ми треба половина кутлача масло. Еве, тоа е половина кутлача масло. И ќе го ставам и бутерот. Ете така. И тука веќе ќе ги редам 4 кутлачи на фиде, кои што за овој специјалитет нели треба да ни биде искршен. Ете така, рамно. Едно. Две. Три. И уште една кутлача, 4. Така. И сега сето ова ќе го мешам со дрвена лажица. Веќе ова можам да го тргнам, да не ми пречи овде. Но и какви вкусни специјалитети други сум научила и сум дознала од фиде, тоа во едно од наредните емисии Вкусот на традицијата. И сега почнувам да мешам. Се додека не се испржи во маслото и во бутерот кадаив. Ова фидето ми наликува на кадаив, затоа така ми дојде. Значи ќе ставам уште малку масло. Ете така. И сега оно треба да добие една убава медова боја. Рерната ќе ви биде пуштена на 180, 200
Нека биде 200. Кога ќе го ставите во рерна да се пече, ќе намалите на 180, уште едно 45 минути, откако ќе прокрчка. Она до душе ќе си прокрчка и тука на ринглата. Ете така. Значи пржиме се додека не потемни. Еве гледате што убаво си крчка. Така, нека си крчка тоа. Мене ќе ми треба една салфета, затоа што ми е веќе врело. Така, врела ми е тепсијата. Гледате, она станува веќе баш така златесто. Сега ќе искористам можноста, значи, да го растворам пудингот, него најпосле ќе го ставам, една кесичка пудинг во сокот од портокал. Го користам него затоа што тој е ладен и еве гледате веднаш си се раствори. Ама ова си сака да го мешам, да не ми изгори. И ова за час бидува. Правењето е за час. Така. Порано бабите на шпорет на дрва, цела толкава плоча од озгора врела. Така. Како убаво замирисува. Затоа се става путер, порано ставале кравјо масло. Еве почна да ја менува бојата. Така. Сега малку навамо. За да не ми гори во средината, така. Сега уште малку да го ставам пудингот во сокот од портокал. Една кесичка е доволна за оваа количина. Ете така. Супер. И тука ќе го ставам и ванилиниот чекер. Така. И се тоа убаво ќе го промешам. Јас мислам дека уште 5 минути пржење и дека ќе му биде доста. Значи, тој треба да биде убаво намастен. Така, гледајте, што убава медова боја добива. А знаете каков мирис се шири кога фидето ќе се си изгорев. Сега ќе го ставам и шекерот внатре. И тој да се стопи. Како мириса, како некоја блага пита да печете, така убаво мириса. Сега и шекерот да се стопи. Така. И малку да се запржи и тој.
Ете така. И не треба и многу за да не карамелизира. Он сега ќе почне да се топи. Еве, гледате каква боја доби фидето? Еве, веќе мириса и на прегорено шекерче. Ама не многу, значи малку треба. Малку треба само да го подпржиме. Ова има да биде нешто прекрасно. Сега ќе го тргнам од оганот, што е доволно веќе, за да ги наредам и другите работи. Ете така. Сега ќе ја ставам водата. Така. Еве го сега. И останатото количество на вода. Така. Сега повторно ќе вратам на шпоретот, само да земам уште една салфетка. Ете така. Морам да бидам предпазлива. Ете така. И сега ќе додадам кората од портокал, кората од лимон, така, оревите, така. Ете, веќе е речиси подготвено да оди во рерна. И го додавам сувото грозје. Така. И на самиот крај го додавам пудингот со сокот од портокал. Затоа ставив и помалку вода. Ете така. Значи, нашето благо фиде е подготвено. Оди во загреана рерна на 200 степени, штом прокрчка таму, го намалувам на 180. Останете со вкусот на традицијата за да го пробаме овој десерт благо фиде. Наши пријатели, погледнете како благото фиде изгледа. Значи, испечено, изладено, искрчкано, баш традиционално, баш традиционално. Но можете исто таки во текот на постите да го ставите, со тоа што нема да му ставите путер, ќе го ставите само на масло. Ако си сакате мирисот и вкусот нели на путерот, ќе си ставите и малку путерче, иначе ова може да биде прекрасен десерт во текот на постите и баш традиционално. Ајде сега да го пробаме, леле. Тој се служи со лажица. Леле. Ајде сега да го пробаме. Погледнете. Видете како и се двои фидето. Погледнете. Затоа што е пржено во масло. Леле, колку е добро ова. Неверојатно добар, интересен вкус. Од присуството на сокот од лимонот, портокалот. Леле, колку е добро. Колку е добро. Кората од портокалот, оревчето, ова, леле.
Леле, многу добро, совршено добро. Драги гледачи, направете го и вие и уживајте во ова. И баше како забава додека се подготвува. Не подсетува на времето од години наназад кога во селата, значи на празници, секоја се прави овако специјалитет, благо фиде, па тоа било баш празник. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравувам со мислата на денот, дека ништо во животот не треба да чекате толку долго време. Ниту повик, ниту средба, ниту пријател, ниту пријателка. Доколку на некого му е многу важно да ве види, нема да ве остави да го чекате. На здравје!